Па со оглед на тоа пред 20 на години не се зборуваше многу во семејствата за ваквите теми. Иако јас живеев во малку поотворено семејство, мојата мајка секогаш гледаше да ме информира. Најголемите информации ние ги добивавме од списанијата, весниците, другарите, врсниците и така натаму. Па јас како родител на кој што им беше представено им беше предложено децата да учат ваков предмет или да бидат дел од пилот проектот на ССО, најпрво бев информиран од училиштето каде што учеше мојата ќерка. Бевме запознаени со целосната програма на целиот пилот проект, а јас како единствена алка меѓу наставниците, децата и нивното воспитание и школување, одлучив да дадам согласност да учи. Најмногу бевме информирани дека таму ќе се изучуваат теми како врски, ненасилно однесување, почитување меѓу себе и така натака. Најмногу мојата ќерка беше импресионирана од начинот на кој што се изведува наставата. Наставата се изведуваше на најразлични начини, а тоа беше работа во групи, правење проекти, играње улоги едни со други, и исто така беше многу импресионирана во однос на доверливоста на материјалот кој што го учеа, на темите кои што го учеа. Инаку како тема можам да издвојам една од темите, а тоа беше врските на помала возраст, затоа што тоа за нив беше доста актуелно. Меѓу нив веќе почнуваа првите неофицијални љубови и врски, па така да тоа беше една од темите за кои што најмногу зборувавме после ССО. Како родител на дете кој што посетуваше програма, ја посетуваше оваа програма, можам да им препорачам на сите родители дека програмата има за цел превентивна улога за целокупното здравје на секое дете, затоа што се обработуваат теми како сликата за себе, превенцијата од ненасилно однесување, врските, релацијата и така натака. Па за жал во поголемиот дел, мислам дека кај поголемиот дел од родители дека е табу тема се уште и дека не се зборува, што е навистина жал за децата, но ако се продолжи со оваа програма, мислам дека придобивките од самата пилот програма дека ќе донесе големи резултати.